Вечерва се одржа промотивен митинг на плоштадот Слобода на изборната кампања на претседателски избори на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Воедно на митингот присуствуваше и кандидатот за претседател Стево Пендаровски. Децидена дека при напорите за преговори со Европа за зачувување на јазикот и идентитетот, останатите ги саботирале напорите и биле на бугарска страна. Пред 3 години, кога со сите сили работевме за почеток на преговорите со Европа и имавме тешки преговори и расправи со Софија за зачувување на македонскиот јазик и идентитет, тие отворено ги саботираат тие напори, а некој во Европа и тогаш и денес, инаку нивни блиски сојузници, беа отворено на бугарска страна. Оттаму посочуваат дека не може представник на државата да се бори за македонскиот идентитет, јазик и име, кога половина од раководството на партијата имаат бугарски пасоши. Бугарските пасоши се добиваат со декларирање дека си бугарин по род и потекло. Меѓу луѓето кои застапуваат идеологијата на некогашниот шеф на ВМРО и идеологијата на денешниот шеф на ВМРО, кога тие практично имаат идентични ставови. Како може да се бори за македонскиот идентитет, јазик и македонското име партија во која половина од раководството и пошироко имаат бугарски пасоши? Знаете дека кога се земаат бугарски пасоши, треба да декларирате дека сте бугарин по род и по потекло. Пендаровски вели доколку ја добие довербата од народот која многу му значи, ќе продолжи да работи за плата, а не за процент. Ќе продолжи да го критикува криминалот и високата корупција на било кој во државата, независно од која политичка партија доаѓа. Затоа повикува масовна мобилизација на првиот круг на 24 април со гласање на број 1 за Македонија да продолжи напред и да не заглави во балканската кал.